Не треба да се прикриваме зад меѓународниот фактор, да се бараат изговори во Венецијанската комисија и да се тактизира околу донесување на законот за проширена употреба на албанскиот јазик. Денеска Зијадин Села уште еднаш ја потврдува изјавата дека доколку во првите 100 дена од новата влада не биде усвоен законот за јазици, неговата партија ќе ја напушти коалицијата. Илија Димовски, координаторот на првата пратеничка група на ВМРО-ДПМН, смета дека изјавата на Села не е искрена и нема да има политичка импликација. Ја толкува во контекст на политичко позиционирање во време кога се делат кадровските функции меѓу коалиционите партнери. Димовски сепак се согласува дека се има намера законот за албанскиот јазик да се одолговлекува. Не ја исклучува можноста ВМРО-ДПМН да предложи закон за јазиците доколку не се оствари и тоа пред изборно ветување на СДСМ. СДСМ се обидува да го одолжи и одложи ветувањето кое што им го даде на нашите сограѓани албанци. И се надева дека тоа ќе го направи колку што може подоцна. Прашањето дали СДСМ искрено им даваше ветување на нашите сограѓани албанци или ги излаже како што ги лаже 20 години македонците. Јас пак ќе кажам дека не е битно кој е излажан. Факт е дека една од двете големи гласачки популациони групи ќе биде излажана. Околу формата дали ќе се даде до Венецијанска комисија или не, мислам дека во конкретниот случај е единствено прашање желбата на СДСМ да не го исполни тоа што им го вети на нашите сограѓани албанци. Томислав Тунтев, координаторот на СДСМ, потврдува дека законот за албанскиот јазик не е се уште пристигнат во собранието. Не упати одговорот да го побараме во извршната власт. Јас ви повторувам, до овој момент не е дојден пакетот на закони од владата на Република Македонија, која знаете дека е коалициона, во кој се состои законот за унапредување на употребата на јазиците. Значи, ние до овој момент не сме информирани дека е пристигнато. Од моментот кога ќе пристигне пакетот на закони, чиј дел е и овој закон, предпоставувам, ние предпоставуваме дека е така, тогаш ќе почнеме да ги разгледуваме штом влезат во собраниска процедура. Мислам, не е ништо подруго од досега? Не, досега нема. Досега нема. Весел Мемеди, од НДП, партија која заедно со партијата на Села се дел од Алијансата на албанците, вели дека нема да условуваат за законот за албанскиот јазик, бидејќи сите партии дале придонес за соработка меѓу македонците и албанците. Вели дека законот е апсолвирано прашање и останале само технички работи. Како НДП во нашиот вокабулар не постои никакво условување. Не можеме никако да условуваме никого. Ние како НДП сме млада политичка партија, но сме зрели политички и не сакаме да кажеме дека ние сме многу големи, многу патриоти, дека ние ќе го официализираме или ќе направиме пречка, ако не се случи тоа, ќе се случи нешто друго. Значи, апсолутно ние имаме разбирање за сите овие луѓе. Од Беса сметаат дека изјавата на Зијадин Села е резултат на несигурноста на партиската позиција во владата. Политичките партии и нивните репрезенти кои се у власт, тие не треба пред јавноста да излегуваат дека ако не се случи вака, ќе се случи вака. Тие јавноста треба да го информираат дека кога, во кој месец, во кое време тој закон или предлог закон ќе треба да биде у постапка во владата и во постапка во собранието. Значи, ако го анализираме таквата изјава, значи можеме да сметаме дека тие немаат некој договор, значи за влегување во владата и затоа има несигурност, значи во сите нивни изјави и во нивните позиции политички во самата влада, со самото тоа што не знаат кога тој предлог закон може да биде, значи, поднесено во собраниска постапка. Според владиниот план 369, законот за поширока употреба на албанскиот јазик прво треба да оди на мислење во Венецијанската комисија, а потоа на расправа во собранието.